Почитувани колеги, јавност и медиуми. Денешната точка на дневниот ред е првата поднесена интерпелација за министер оваа година, а 14-та интерпелација во овој пратенички состав. Доколку го земеме предвид фактот дека во минатиот парламентарен состав само 5 интерпелации беа разгледувани, а добар дел останаа неразгледани или одложувани до моментот на станување безпредметни, тогаш ова е првиот факт со кој обвинувањата на опозицијата дека оваа власт нема демократски капацитет се демантираат. Одиме понатаму со демантирање на лажните обвинувања и клевети од страна на СДСМ. Прво потпишан на денешната интерпелација е пратеникот Љупчо Николовски, а после него следуваат сите останати 17 пратеници на Коалицијата за европска иднина. Љупчо Николовски, за подсетување на јавноста, во својата биографија од делот на извршната власт 2 пати беше министер за земјоделие, еднаш дополнителник заменик министер во техничка влада и еднаш вице-премиер за борба против корупција. И замислете, во првиот пасус од интерпелацијата наведено е дека истата се поднесува заради сериозни, континуирани и веќе утврдени настани кои укажуваат на системска корупција, злоупотреба на службена положба, кршење на закони и сериозно нарушување на функционирањето на институциите во системот. И не мора ништо повеќе да замислувате, туку само да се подсетите кој се е потпишан на оваа интерпелација и што се сработиле во своите кариери како министри и како премиери дел од потписниците. Не случајно е многу позната онаа народната "Крадецот вика на цел глас, фатете го крадецот". Но не случајно седницава не е епизода од македонски народни приказни, туку е одлична можност за соочување со факти и аргументи. Се обидов малку да истражувам по однос на објавените вести и информации за време на мандатите на министерот Николовски и ќе исчистам дел од насловите, но и порталите кои истите ги објавиле, за да бидам максимално коректна и да не бидам обвинета ниту јас, ниту порталите за субјективизам и за лажни вести. Па да почнеме, господине Николовски, полека. Во време кога владата прогласи штедење во службените патувања во странство, од 15 март до 31 декември 22, Николовски на крајот на април и почетокот на мај патувал за Италија, а во октомври 22 за Обединетите Арапски Емирати. Објавено на solucija.mk. Николовски го претвори МНАВ во семејна фирма, каде покрај чичко му го вработи и неговиот братучет. Објавено на skopje1.mk. Илија Николовски, братот на Љупчо, на крајот на 20-та станал собственик на шпедицијата Лариком Импекс. Во 2019 мене воопшто не ми е срам. Стрпете се, ќе се јавете за реплика. Компанијата има зголемен раст на приходите и добивката, но през сметките за оваа година треба да одговорат дали шпедицијата на вистина го собира кајмакот и дали има раст за време на власт. Објавено на focus.mk. Со подпис на Љупчо Николовски како министер за земјоделство се доделува градежно земјиште во градежен реон на град Скопје како земјоделско земјиште, објавено на netpress.com.mk. Увезени се 5 шлепери со тутун од фирмата Студенат Шпет, собственост на Димче Тројановски, близок бизнис партнер на градоначалникот Борјанчо Мицевски, а и двајцата важат за луѓе блиски до Љупчо. Фирмата е без лиценца. Објавено на macfax.com.mk. Љупчо Николовски дал субвенции за шверцуваниот тутун кој завршил во Скопско. Објавено на plusinfo.mk. Братот на Николовски врши криминал и нелегално зема готовина. Николовски наплаќаат кеш спротивно на законот за регистрирање на готовински плаќања. Наплаќа на одредени правни субјекти. Фамилијата Николовски го кршат законот и работат спротивно на прописите. Објавено на Слободен печат. Додека заеви ги бројат 1,4 милиони евра од Николовски, оризарите немаат пари, затоа што уште не им е допродаден оризот,
производителите на зелка не можат да ја продадат зелката, откуп скоро за ништо нема. Објава од Канал 5. Земјоделците блокирани со полиција на Гоце Делчев, за прв пат во историјата спречен протест пред владата. Објава на денешен.мк. И ова е само мал дел на објави, но доволно за да знаеме и да се подсетиме кој кого обвинува за криминал и за корупција. Во периодов од 2 години разоткриени се уште криминали во ова министерство, како злоупотреба на стокови резерви и отпис на 2000 тони јачмен и пченица од стоковите резерви на државата, понатаму за обиколување на платежната агенција и формирање на некоја нова 3-члена, а заради делење грантови од по 10.000 евра за така наречени мали семејни винари, со што буџетот е оштетен со над 800.000 евра, незаконски доделувани субвенции, незаконски туркани договори за земјишта и тие со вредност од 100.000 евра, па Ар-експорт доел увоз-извоз, па ДЗС Илинден и така натаму и така натаму. Во оваа низа на неодговорно работење на бившиот министер да ја подсетиме јавноста дека државата исплатила 2,2 милиони евра по основна камати, а заради непревземање активности во рок од 5 години после склучениот договор со КФВ банката за кредит од 80 милиони евра за инвестиции во водостопанството, што значи дека СДСМ има лефтор груби, но во Министерството за земјоделие. И сега, за да не биде дека зборувам само за неработата и криминалите на бившиот, ајде да кажам збор 2 и за актуелниот Трипуновски и да видиме за каква негова неработа и неодговорност станува збор, а по наводите во интерпелацијата. Што велат фактите за неработникот Трипуновски? Раст на извозот на земјоделски производи за 25% во 25-та во однос на 24-та. Или трговскиот биланс меѓу извоз и увоз на земјоделски производи за 25-та ни бил во позитива 215 милиони евра. Откупот и продажбата во четвртото тромесечје од 25-та во однос на истото 24-та зголемени за 15%. Обезбедени 250 милиони денари за македонски шуми и 100 милиони денари за водостопанство, се сеќавате за надоместок за неисплатените плати, погодете од кого и во кое време. Понатаму воведени построги критериуми во програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 26-та. Предпоставувам дека ова е заради наменска, а не наместена поддршка. Понатаму склучени се 57 договори за набавка на специјални комбајни за жнеење ориз. Понатаму започна нова дигитална ера во македонското шумарство. Понатаму на јавниот повик за млад земјоделец пристигнале 254 апликации, а се одобриле 117, за споредба во 23-та поднесени биле 44 барања, а исплатени само 18. Понатаму шумските полицајци добија бенефициран стаж, односно за 12 ефективни месеци ќе им се пресметуваат 16. Мислам дека се во ова, иако е само мал дел од сработеното на Трипуновски, доволно зборува колку е оваа интерпелација неоснована и неиздржана. Иако лажните европјани користеа најниски методи на времето, па дури и го избркаа од работа, Трипуновски сепак денес повторно глумат некоја жртва и му се закануваат. Денес Трипуновски со аргументи и факти ја поби интерпелацијата. Жалам само што и после времето на власта и во времево на опозиција, лажниве европјани не го научија златното правило дека власта и функциите се минливи и менливи, а остануваат само делата. Трипуновски за 2 години сработи многу повеќе отколку Николовски за 2 пати по 2. Трипуновски докажа дека е човек и кога му беше најтешко, но и денес и изминативе 2 години. Трипуновски расчисти со криминалците во Министерството, за разлика од Николовски. Немаше обиди за нивно заскривање, туку веднаш се обелоденија. И сега
истите се пред лицето на правдата. А таа правдата секого еден ден ќе стаса ваква или онаква, но ќе го стаса. И никој освен премиерот не знаеме дали Трипуновски ќе биде дел од реконструкцијата, но треба сите да знаеме и да ја признаеме човечноста, достапноста,